1520 година португалскиот морепловец Фернандо Магелан заплови во Тихиот океан, минувајќи од Атлантскиот океан низ теснецот што сега го носи неговото име. На овој датум во 1632 година роден е францускиот композитор со италијанско потекло Жан Батист Лули, творец на класичната француска опера со балет, хорови, арии и сценски ефекти. На овој датум во 1820 година роден е германскиот филозоф Фридрих Енгелс, еден од основачите на научниот социјализам и близок соработник на Карл Маркс. Основните принципи на материјалистичката концепција на светот ги представил во делото Антиелен, а во соработка со Маркс ги напишал германската идеологија и манифестот на комунистичката партија. На овој датум во 1829 година роден е рускиот виртуоз на пијано и композитор Антон Григориевич Рубинштајн, основач на конзерваториумот во Санкт Петербург. Компонирал опери, композиции за пијано и соло песни. На овој датум во 1905 година ирскиот политичар Артур Грифит ја основал партијата Шин Фейн во Даблин, која ги собрала поддржувачите на ирската независност од Велика Британија. На овој датум во 1912 година, по 400 години турско владење, Албанија прогласи независност. Во Валона е формирана првата привремена влада. На денешен ден во 1919 година Ненси Астор е првата жена избрана во британскиот парламент. На овој датум во 1920 година во кралството на србите, хрватите и словенците се одржаа првите избори за уставотворно собрание. Право на глас немаа жените, војниците и офицерите, како и припадниците на националните малцинства. На денешен ден во 1943 година во Техеран започна конференцијата на американскиот председател Рузвелт, британскиот премиер Черчил и советскиот водач Сталин, на која се разговараше за натамошната војна со Германија и повојниот европски поредок. На овој датум во 1945 година умре американскиот тенисер и политичар Двајт Дејвис, кој го основаше Дејвис купот на тениските нации во 1900 година. Тој исто така беше воен секретар на САД од 1925 до 1929 година и генерален гувернер на САД на Филипините од 1929 до 1932 година. На овој датум во 1971 година припадниците на палестинската терористичка организација Црн септември го убиле јорданскиот премиер Васфи Тел во Каиро, каде што пристигнал да учествува на арапската конференција. На денешен ден во 1975 година Фретилин, револуционерен фронт за независност на Источен Тимор, прогласи независност од Индонезија и ја основа Демократската република Источен Тимор. На овој датум во 1979 година новозеландски авион DC-10 удри во планината Еребус на Антарктикот. Сите 257 патници и членови на екипажот загинаа. На денешен ден во 2010 година New York Times, Guardian, Le Monde, Spiegel и El País објавија илјадници доверливи документи на американската тајна служба на своите веб страници, кои откриваат ставови на Вашингтон за бројни светски лидери, предизвикувајќи бурни реакции низ светот. На овој датум во 2011 година умре Анте Марковиќ, последниот премиер на поранешната социјалистичка федеративна Република Југославија.
На денешен ден во 2014 година бомбаш самоубиец нападна голема џамија во нигерискиот град Кано, при што загинаа 64 лица, а 126 беа повредени. Боко Харам ја презеде одговорноста за нападот, во кој од почетокот на годината загинаа повеќе од 2000 лица. На овој датум во 2015 година, истакнатиот турски адвокат и активист за човекови права Тахир Елчи, обвинет за поддршка на курдските бунтовници, беше убиен во југоисточна Турција додека даваше изјава за медиумите.